сакаме да патуваме, да откриваме, возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. Гари нема кој не го фали. Секој кон него оди за неговите бистри води. Па да видиме какви се тие води. Тргнавме на водици на Богојавление и да видиме што таму ќе откриеме.
Еве го стрекното момче што го пати крстот, па ќе ни се представи. Јас се викам Филип Серафимовски и учам во средното училиште Здравко Цветковски ГУЦ. Иначе сум од потекло од Гари. Живеам кај Килимарата. Дали прв пат учествуваше на... Прв пат учествував за крстот. И како се чувствуваш? Прекрасно. Прекрасно се чувствувам. Дали планираш од подамна да се турниш во водата Да. на реката? Од подамна. Дали наредната година ќе учествуваш? Би требало и наредната година да учествувам. Ајде да бакнеме ние крстот за среќа. И тебе да ти е среќна и бериќевна година. Благодарам. Јас сум Стојан Стојановиќ од Скопје. Дојдов тука затоа што мојот добар другар Борис е од тука, неговите се попотекло од Гари, од село Гари. Инаку многу ми се допаѓа, скокавме тука тројца. Сакам да му посакам се мила, Бог да го благослови дечкото што го фати крстот и Бог да го благослови ова слева. Село исто така и славата Свети Јован. Прв пат доаѓате овде? Да, прв пат. Како ви се бендисува селото, манифестацијата? Одлично, да, супер, одлично, да. Дали би дошли и друг пат? Да, се разбирам. И се надевам и следната година пак да скокам. Добро ви благодарам. Лјупчо Блажевски беше годинашен кум на церемонијата, на манифестацијата, на обичајот, така да речем, па еве ќе поразговараме со него околу тоа што му значеше ова кумство и колку време, така да речем, се подготвуваше и како се чувствуваше во врска со цела ова манифестација. Видете, прво, самото чувство да бидеш кум на вака исконско село, на толку стари традиции, на такви тешки корени, ови пак Мијачија, кој што датира ова село сигурно преку 400 години, точни записи нема, е прво преголема чест, како второ е преголема возбуда за мене во текот на целата година. Мислам дека, како да ви објаснам, чувството да го поседуваш крстот е нешто неверојатно. Треба секој да го почувствува тоа за да го објасни. Нема зборови со кои што може. Емоциите сами ги примете. Потекнувам од ова село, и по татко и по мајка. Нели, со распаѓање на некој си систем, кој што бил валјда неминовен со развитокот на индустријата, доаѓа до огромни миграции од овие краишта. И јас сум од прилика, како јас, можда и тоа најмногу ме натера да и ова чувство и ова традиција да продолжам, тоа што бев последното дете што испадна од ова село. Која година беше тоа? Па, ако веќе сум тргнал прво оделение, 69-та вајда. Така, за точно годината. Во која година беше вака најмногу иселувањето од селото? И кон град? Видете, јас можам да ви, мојот драг пријател и братучет Спасе, е повеќе упатен во тие работи, со него ќе продискутирате. Сега, например, би сакал да кажам што е она, рековте, околу припремите за кумството. Као што реков, нели, крстот цела година седи кај мене. И нормално е ритуалите, дневни, палења кандилца, крстење во Бога и сите тие работи те наведуваат да, кој ќе дојде денот, кој ќе треба да се навратиш на старите корени, на старите ритуали, а благодарејќи нормално на постарите кои што ми ги кажува адетите, ние се трудиме да ги задржиме адетите како што биле некогаш. Многу песни се од овој крај сигурно искоренети, меѓутоа останаа некои кои што се уште се пеат и кои што се уште тераат со години и со традиции. Самата припрема околу гостопримството имаме една, како да кажам, сала која што си имаме исто крстено Свети Јован, во која што кумот ги пречекува гостите и тоа трае во отприлика 3 дена трае целата припрема. Тоа значи првиот ден постои една врвка или врвца по мијачкиот збор, која што се сука и таа врвца проаѓа по сите луѓе што се на тој ден дојдени на нешто свето, као света вода е таа. И таа врвка, таа вечер се пее со тие стари песни обичаи, за кумот, за нели како што си било на времето, таа утредента се оди од црква и се мота околу тој крст
И тој крст после патува од куќа до куќа и ги кани селаните утредента да дојдат на крштевање на водите и нормално после тоа на денешен ден и нормално после тоа кумот ги носи на една убава веселба каде што ќе ја затвориме годината, а ни остана уште еден ден, тој е четвртиот, кога ќе го предадеме кумот и кога ќе дојде нов кум. Дали има за годинава заинтересирани за ново кумство? Видете, тие се некако по обичај, малку потаинствени, се случува веќе наредниот ден, во момент има една исто убава традиција, новиот кум најавува, меѓутоа најавува кај црковниот одбор и никој не знае за тоа. Кој ќе се собереме утре да го предаваме крстот, околу него постои таа врвка. Таа врвка се сече и од таа кој ќе се пресече таа врвка, рецимо испаѓаат и лјадници такви мали врвчиња, кои што секој си ги зима за здравје, исто како тој е осветено веќе. Да им носи среќа, радост во животот кој што си посакува, нели нормално. И после тоа веќе кој ќе почне церемонијата, сите и некако и таинствено се чека некои 15 на минути и тогаш се јавува јас сум новиот кум. И 3 пати се вика, имаме нов кум, имаме нов кум, имаме нов кум и го дигаат на раце. И тоа е така некоја, у 4 дена у суштина се одвива целата таа, како да кажам, адет, традиција и така натаму. Ајде сега малку и кумата нешто да прашаме. Јас сум Беба Блажевска, иначе овогодишната кума, сопруга на Љупчо Блажевски, да, инаку гарска снаа. Иначе каде имате? Потекло од Источна Македонија. Да, мајка ми е од Кратово и така, добро. Источна Македонија, меѓутоа мажена во Западна. И така да многу ми представува голема чест што сум кума на една ваква манифестација, многу интересно за мене, ново доживување. Јас прв пат лани видов како тоа изгледа, до сега нема видено и кога мажот ми се пријави, бев пресреќна. И крстот беше цела година кај нас. И така буди некое посебно чувство. Кога го имате дома, мислам, секоја сабајле вака кој ќе пред да идам на работа, мислам стварно одам го палам кандилцето и така, го бакнувам крстот и така. Тоа е, мислам, не знам, сега ќе ми биде многу чудно кога ќе го предадеме утре. Ајде да ве запрашаме какви обичаи има во вашиот крај во Источна Македонија. Македонија, вака да ви кажам, јас сум од Источна Македонија, меѓутоа сум израсната во Скопје. Така да овие обичаи не ги знам како се во Кратово и во Крива Паланка натаму, така да таму се фрла крстот, меѓутоа не знам како е, бидејќи не сум присуствувала. А во Скопје, да, сум била во Скопје. За денешната манифестација овде, дали сте задоволни како го доживеавте? Многу убаво, посебно чувство. И децата беа прекрасни и така. Мислам, многу е убаво чувството кога Благодарам. ми на вас.
Како се викате? Јас сум Веле Арсовски. Иначе го држам моментално овој објектов. За 10 години го имам земено под концесија, сега би план да ја реновирам собиве горе. Се наоѓа за селаните тука. И ко кафанче, и ко продавница, така, намирници имат мани ов. Бидејќи нашата емисија е со патување, ние Да. да кажеме тргнавме од Битола, Ресен, Охрид, Да, Струга, да. Дебар. Каде се наоѓа сега Гари? Опишете малку. Гари се наоѓа, општина Дебар. Иначе Колку километра од Дебар сме? 30 километри. 30 километра. Од онај Од, далечен централниот пат од наваму? Бошково се 10 километри. Од Бошков мост. Да, асфалтиран пат. Од кога датира селото? Кога е познато село? Старо село? Селото е некогаш? старо село е селото е од со векови старо. Колку жители имало некогаш? Па сега моментално има 160 обновени куќи. Да. Значи имало обновени. преку 300 куќи некој пат на времето. Имало задруга, имало се живеело тука, работеле во задругата луѓето, така, тука Сега екзистира. повеќе се иселени во Скопје, така? Во Скопје, И да. ги обновуваат куќите, доаѓаат Да, за да, време на летно викендот. време, да, Пролета летно овде време. веројатно е многу Многу убаво. многу И зимата убава, има. и зима. И зимата е уште побава. И Уште зимата. побава. Патот често се одржува? Така е, благодарение на Македонија пат. Добро А се името работуваме. како го добило селото, може да ни кажете? Па види се, имам многу стории за името. Некои си викаат дека некој со некој магаре идело дозвола и видело дека некој горница и дебек магаре во пошо зор и ој гајрет и довде гајретот. Да, така, да, Добро, ќе да. може малце да Да. во објектот, па ќе разговараме и над. Па денешниот ден во 10 саат, од 10:30 се собираат пред црквата, кумот доаѓа. Од тука има место високи камен, го носиме крстен, се фрла нормално во 12 саат у река. И младија се фаќаат нели крстот, од таму се закажува ручек во 1 саат. На ручек има преку 300-400 души. Ручаат и за денеска завршуваме небе. Утре се предава крстот, ако има нов кум, пак в црква, нели оние традиции не. Колку години се одржува оваа традиција во селото? Ова го се преку 30 години. Уствари не е застанат од како постои село. Едно 2-3 години така застана кога се иселиме во Скопје, после па си го обновивме. Ево, не Само во Гари или во од сите села од тука? сите мијачки села само Гари го Кои слави. села овде близко се да ни опишете? Па овде се си ево Лазарополе, Осој, Тресонче, Селце, Росоки, си тие се Слушнав ми мијачки во Тресонче има некој ваков адет. Нема на денеш. Нема на за денешен? не, за Божиш не, они си имаат адет, али на за Водици вака за Крстовка, ние. До Тресонче колку километра има? Овде е 15 А километри. до Лазарополе? 6 километри. 6 километра. Да, близко. По овој пат се продолжува натаму? Да, или да, по исти? назад. Овде е крај више нема. Да ни се представите. Јас сум Јордан Кузмановски, од истово село, тука живеам, редовен сум и се грижам за самава црква. Колку години? Јас сум 65 години. Колку години се Еве 2 години како сум во црквата што одржавам, се А грижим за нешто напред. кажете ни за неа од кога датира? Кој ја изградил? Црквата точен документ пишан немаме, меѓутоа по кажувања по стари деда прадедо почната е да се гради 1670 година, а е завршена 1866, тоа више го имаме го на самиве икони, си го има датумот, комплетно е све завршено и осветена. Од тогаш навамо нема никакви поправки. Ова што го гледате, све тогаш. Има некои мали ситници од некоја капајица, тоа што е поправено е и подпишан е самиот човек, тоа што го тоа поправил. Иначе, иконостасов резбава е на Петре Филиповски гарката, тоа е од тука Гарец, тука се мештани. А иконите се на Дичо Зографот од Тресонче. Додека фрескописов, што го гледате се ова горе, исто се тука фамилија Доневци. Тоа е све нивно.
Иначе, што да ви кажам, посебно нашава црква се разликува од другите цркви, што е цела испунета, немаме празен простор, али и затоа имаме посебна композиција, тоа е на Пресвета Богородица, ќе се качиме горе, ќе го видите, ангел Богородица со крилја и незините доле заштити. Ангели после незе се 12 сестри заштитнички, како што ги имал Исус Христос 12 апостоли, така ги има Мајка Богородица 12 сестри заштитнички. Еве се горе ќе видите таа композиција, тие се со ред. Прва е била Света Недела, прва сестра, втора е била Света Петка. И со ред Марина, Матрона, Катерина, Теодора, Пелагија, Меланија, тоа ќе видите горе. Друго што може да ви понапомнам, во црквата имаме свети мошти, тие се донесени од Израел, Ерусалим, меѓутоа немаме податок и што кој ги донел и од кој светец се нема, а служат за све и се што народ доаѓа од секакви болести, се мијат коските, вода да се пијат, така да народот има фајде. Овде лековита вода немаме, меѓутоа ова сега што е крстена вода светена, си зема луѓето таја, си ја чуат ради заштита. Тоа е. Колку е посетувана црквата во текот на годината? Редовно е посетувана. Редовно имаме сите, скоро секој човек што доаѓат се интересираат да влезат да видат ова што имаме, ова убавина во црква. Нема ретко да не дошол човек, да не влегол да посети. Така да сега добро задоволни сме од посетата. Доаѓаат ли домашни и странски туристи? И наши и странски имаме. Нарочито странците кои ќе дојдат се одушевени ова што ќе го видат. Баш тука вака ќе клекнат, ќе гледат и се чудат, се молат, се чудат, воодушевени, дури со возбуда, не знаат како да искочат. Ова вие вика што го имате, вика најголемото богатство. Сегде сме биле, али ова што го имате, вика нигде го нема. И стварно, ќе видите, вие оите по цркви, вакво нешто нема да видите. Нарочито таа композиција горе што ја видите, нема да нема никаде. Друго. Ќе може и таму тоа. Ќе поеме. Сега само да дојдете да видите окото, вика Господ ги гледа луѓето, за да се уверите дека ги гледа, повелите. Ајде. За да се уверите да видите. Така. Еве го овде горе триаголникот. Погледни го горе триаголникот. Го гледаш ли? Има ли околу него зраци сонце? Вика Господ ги осветлува и ги гледа. Гледај се у точката горе, те гледа ли? Да се уверите сами да видите. Кај да се завртиш, после ќе се качиш горе, ќе го снимиш. Поблизо горе ќе се качиш, ќе го снимиш, ќе видиш уште пубаво. Ете така. Дека Господ гледа, тоа е знак дека гледа. Ајде сега горе да ве качам. Пред да се качиме горе. Видите, вика. Ова е оригинал мијачка носија, наша. Иначе, тие свети коски, можете да ги видите, пошто се тука, еве ги, се турат вода, се мијат и таа вода се дават, се пијат и се замиваат. И овие имаат исцелителност, лековитост. Значи, нема одредено зошто посебно, за све и се што. Народ доаѓаат од секаде. Ете, тоа се тие. А црквата во текот на годината постане отворена и вие тука си живеете? Јас сум тука и кој дошол ставно отворен. Иначе празници, вака што си е недели, то си е ностоп отворен. Па преку делник, ако дое некој, ме викнуваат, отвараме. Значи, нема човек... Тука сте во ретките жители што се во селото. Колку души уште живеете овде? Да, сега сме 10 души. 10 души што сме редовни. Мислам, најмногу колку сте били? Преку летниот период е тука 500-600 души, пуно е село, се полни. Преку летниот период сикде се доаѓаат пензионери, одморите тука си ги користат. Non-stop се тука. Така да е ви сега и зимава, ќе видите сега. Воздушна бања, така? Ќе видите, гледате што е кола. Сега ќе видите кој ќе се собере тој народ ќе рече од кај искочи. Значи така да, а што е најубаво, највесело младината. Обично се највише млади од кадар, ретко од старите што доаѓаат. Све се млади. Ако се заминати не го забрават само. Не. Ќе се видите, ќе се верите, толку е задоволство кој ќе видиш дека младината се враќа. Тоа е најубавото нешто што може да биде. Ете, ај сега да ве качам да... Ајде да видиме горе. Видите сега овде, горе испод окото, кога Господ ја делел правдата, рајот и пеколот, видите горе. Значи, еве го, вамо е рајот, а вамо пеколот. Видите она животно на ждеа пламеном, како ги голтат тие што се во пеколот, а вамо рајот, портиве отворени. Еве ги 4 свети реки овдека. Тигар, Јордан, Еуфрат и таа индиската река Хинди. А видео пеколов како се голи боси, обесени висат.
Тие што се опекуват, еве таа композиција. Сега, погледнете за тоа што ви кажував за Мајка Богородица, што е анđел со крилја, каде што не можете да ја најдете во ниједна друга црква. Ако може да ја снимите хубаво. И види околу нејзи исто анđели. А после испод анđелите се нејзините сестри заштитнички. Еве, прва е Света Недела, па Света Петка, па Варвара, па Катерина, Матрона, Марина, Декла, Теодора, Пелагија, Меланија, Евросија, сите 12 сестри заштитнички. И ова е овде сликата, успение на погребението на Света Богородица. Тоа е ова слика што ја символизира највише црквава, мислам, од сите други цркви што постои. Значи, ова е посебна композиција што ја имаме кај нас и не можете да ја најдете никаде на друго место. Тоа е вака што е поинтересно од нашата црква. Еве во тремот на црквата има неколку надписи во знак на благодарност за оние што дале придонес за незиното одржување, еве во знак на вечно сеќавање и творечката дејност на браќата Петре, Марко и Јован Филиповски, родени во село Гари, резбари на прочуените иконостаси во манастирите Свети Јован Бигорски, Деварско, Лесновски, Кратово, во црквите Свети Спас, Скопје и Свети Никола Крушево, ја подигнува оваа спомен плоча. Тоа го направила Мијачката родолюбива фондација и одбор за обнова и изградба на селото Гари. Во црквата се запознавме со Петре Несторовски, кој ни кажа дека во неговата куќа има еден вид мала музејска постановка и каде што има гарска носија, па дојдовме да ја видиме и еве рете да ни каже од кога овие простори ги имате уредувано, од кај ви се предметите набавени? Па вака просториите се од поодамна така реновирани, нели, дотерани, не се како што биле нормално. Носијата е одамнешна, со таа носија мајка ми е мажена, нели, а овие други работи што ги гледате овдека, старински, нели, грниња, котлиња и така натака, тави, тие се посуди што се користеле во нашата куќа од секогаш, фала Богу, да. Добро, да ве прашам, има некоја разлика меѓу галичката носија и гарската? Па речи си да нема. Разликата е во тоа што секој си имал скоро свој терзија, нели? Кога се правеле носиите, имале своји терзии, иначе во глобала е носијата скоро идентична, да. Колку во другите куќи во Гари има вакви носи или воопшто ги нема, предадени се во музеи или секој си ги има дома за нено каде што секој дома, да, ги има секој дома, да ви кажам, но така, некои ги чуваат љубоморно уште во старите ковчези. Јас чисто сакав да види виделина самата носија, зашто да таа убавина да биде, нели, скриена во ковчег. Така и така ете сум ја изложил да едноставно и мене ми ја исполнува душата кога доаѓам, викенди кога доаѓам со сопругата, со дечињата и така се чувствувам многу пријатно. Значи во Скопје живеете и што работите? Да.
Па, работев во ФАС 11 октомври, 25 години. Сега нешто со приватен бизнис, некој така. Нека вие со среќа ќе може малку нешто да регистрираме со камера низ Со задоволство, да, повелете. Јас сум Спасе Поповски, потекнувам од ова село. Роден 41 година. Селото, како село, живееше се, мислам, полно, со фамилии живееше се до 60-тите, првата половина на 60-тите години, миграцијата го стори своето. Така да после тоа замре известно време, али народот грудката ги враќа назад и почнаме со овие слави, кои по традиција слушаме уште од постари од мене, дека од постоењето, самото постоење, се празнуваат овие празници. И ево и ден денеска. Празникот не донесе, без разлика на невреме, на не знам што, сите гарци, скоро сите, или ќе се собереме 500 луѓе, да го обележиме овој празник, да се видиме и да наздравиме за до година пак. Околу некогашниот живот во селото? Тогашниот живот, јас како дете, али поголемко дете веќе, беше селска работна задруга во свое време, која селото броеше 130-40 куќи, во секоја куќа 3-4-5 луѓе. Сите беа вработени во задругата. Имавме тука во овај објект, што покасно ќе го видиме, килимарница, од која се произведува рачно изработени персиски килими. Или истите се продава исклучиво во Германија за девизи, нормално. Едно село и тогаш носеше девизи. Така да, имаше еден дел, машки дел, кај што се работеше текстил, исто. Ткаење на шалчиња, ткаење на разни марами и така натаму. Имавме, за другата имаше, колку што јас сум запознат, бев дечко, али сепак знам. Имаше негде близу 20.000 грла овци или 200 коњи ергела. Така да беше богата задруга. Ќе излезеа не знам колку јагниња, во Грчка се продава. Исто така, грци, трговци доваѓа продава.
Нажалост, реков, па ќе повторам, миграцијата го направи своето, тоа се пропадна. Која година тоа најмногу Тоа беше изразено? Најмногу изразено е од 60-та година до 65-та. И претежно каде заминаа луѓето? Па, да не речам, 70% во Скопје. Имаме во Битола, имаме Гостивар, нешто така. Нивната поврзаност сега со родното село? Висок процент на поврзаноста, да. Дали оние некогашни обичаи што ги негувале по старите успеа да ви ги пренесат вас, да речем вие помладите, макар да вие сте по одминати години, меѓутоа овие младите слушнавме дека се интересираат за тие обичаи. Мислите дека нема да се заборави тоа некогашно минато? Мислам дека нема да се заборави. Ево, пошто јас ценам неколку години уназад идам, многу години, ме радува едно. Ќе покаже покасно можеби камерата, дека од тие што сме дојдени, половината, можда и повеќе се млади дечки, од 17, 18, 20 и 25, 30 годишни. Така да тој е млад свет кој го прифаќа ово. Обе ручки го прифаќаат и доваѓаат. Иначе селото се наоѓа во подножјето на Стогово и кои села се тука близко, тоа се информиравме, меѓутоа видовме се гледа дел од Лазарополе. Селото е на подножјето од планината Стогово, како што рековте, во која извира Гарска река, односно мала река наречена, која се влива во реката Радика. Во близина на нашето село Мијачијата, Мијачкиот крај, ние припаѓаме, ние сме мијаци, е Лазарополе, понатака малку Тресонче, Селце, Росоки, Осој, па подоле Могорче и до Дебар. Празни се и тие села сега? Могорче не е празно, а овие мијачкиве, прави мијачки села се исто како и овде. Зимниот период има малку луѓе, а летниот период има малку повеќе, доваѓаме често, ние постари поседуваме и повеќе и така. Сега да ви кажам една интересна работа, додека, односно кога ми се представивте, јас дознав кој сте вие, а иначе цела недела по телефон ве барав, бидејќи подготвувајќи се за оваа емисија, се интересирав да најдам некој телефон на некој жител од селото, ми го дадоа вашиот телефон, домашен звонев, никако не можев да ве најдам. Еве сега, значи, ова е прилика и тука се запознавме и добив и некои други информации, мислам дека ќе бидат и гледачите задоволни. Добро, јас што друго, освен да ве поздравам, тоа накратко што ви кажав, тоа е така како што е и сега уедно поздравувањето ќе ве поканам на свеченоста, една закуска ќе има од кумот и така натаму. Благодарам. Дома имам еден аце, ама овој аце некако на сите ора се пати. Ајде да се представиш, име, презиме. Александар Кузмановски. Кај живееш? Влае. Влае, Скопје, значи. Да. Кој потекнува од Гари? А? Кој потекнува од Ради? Татко, мајка? Татко ми. Татко ти. Ги знаеш сите песни овде, сите ора што се играат? Па не. Кој оделение си? Прво. Како ученик си? До сега добро? Добро Е научи азбуката? Не. Уште не сме почнале. Кога ќе Малку сме почнале. Добро? Неколку букви. Колку пати доаѓаш во Гари? Па... Еднаш, два пати. 6. Така, ја сакаш музиката што ја свират свирачиве? Да. Добро, ајде да одиш да се провеселиш. А? Да се провеселиш уште малку. Добро. Знаеш некој стихотворба да ни кажеш? Па знам, ама сум ги заборавил. Си ги заборавил сега. Сега ден за веселба не е за стихотворби. Ајде, фала многу. Веселбата продолжува, расположението кај присутните е очигледно, меѓутоа ние мора да си ја завршиме нашата работа. Еве една од присутните на оваа манифестација се заинтересиравме да ни раскаже како некогаш се подготвувала оваа мијачка носија и колку таа се негувала во семејствата овде што биле. Представете ни се и кажете ни за ова што ве распрашав. Па вака, првин да ве поздравам, јас сум од село Гари, ја поздравувам сета екипа првин, нашите во село Гари, традицијата постои и ќе постои. Првин, нашава традиција е започната одење кај кумот. Од кај кумот се враќаме назад, так со песни, па со мијачки песни, ние сме малци од мијаците, православни. И одиме кај кумот, првин кумот се земат во рака, крстот
шетат по село. Од по село одиме пак кај кумот, првин пред одиме по село, доручуваме тука. Тоа го снимавме. Сега кажете, не интересира околу носијата. Како таа се одгледувала, како се негувала, кој ја подготвувала? Носијата ја подготвувале старите, мајките наши, бабите, прабабите. Носијата православна, мијачката носија е најубава. Ние ја чувавме како очите. Прабабите ја везеле со игла, ја везеле со разни убави стребрени конци, за да биде туба. И пак ние ја продолжуваме, пак ја имаме. Колко е таа зачувана? Ја има во зачувана, фамилиите? ја има, јас ја имам од мајка ми, од прабаба ми. Ама детево, некој пат не се ќе кажам, детево ми ја даде во игрорната и јас уште имам нешто, ама све немам. И така, ние од традиција на традиција ги поносиме носииве. Ги имаме галичките носи и све, ги чуваме. Тие се слични како овие 7-8 села што се во околината? Не, Гари, Кресонче и Лазарополе. Само таа е И карактеристика. Кичава. Еден дел од Кичава имат и во Кичава. Галичката е различно малку. Галичката малце е поразлична, ама ние сме во тие. Која е најубава за вас? Галичката. Галичката. Па ја галичанки се рачунаме. Ние сме галичанки. Добро. Покорното богатство од овој крај е неисцрпно. Колку ги негувате народните песни, знаете ли некоја да ни исполните? Народните фрески е галичката. Лазарополската, Ајде да галичката, ни исполните некоја, гачката. може. Да ви исполниме една песна. Може, како не. Ама водичарска. Каква било, каква сакате ви? Ајде. Водичарска. Јас ќе ти излезам, јас ќе ти излезам. Неју плаши се ејно овикуме. Неју плаши се тугза, а рада ви се. Сам свети Јован заи и реноси, заи реноси жито, ои вино, жито и вино и мед и млеко. Исаковски перо Колку потекнува. години престоите? Па, негде околу 300 години престоиме. Од дедо, прадедо. Све свирачи, тапанџи. Све свирачи, тапанџи. Добро. Од ова село потекнуваме и се бавиме со овај занае. И целото... Ова е уметност. Тачно. И овде ние сека година си идеме за секоја една слава, поканети сме од нашите пријатели, соселани, гарциве. Ова музика колку години има традиција? Ова музика има традиција, јас точно не може да предпостава, од прилика, негде околу 300 години. Така. Да живее уште 1000 и Дај Боже, за убаво. Сега што ќе ни засвирите? Сега ќе ви засвириме... Специјално за патувано откриваме телевизија Орбис. Сега ќе ви отсвириме едно специјално рамно мијачко оро, што потекнуваат од ова село Гари. Рамно мијачко село Гари. Да.